Добар давите мојата новите, денес се снимаме со Дужан кој од емисијата Брчиме со Дуле, малце ќе поразговараме за неговата емисија и малце за Солзисмија и ќе останете до крај на видеото, мислам дека ќе ви се допадне. Здраво, Душе, мило што прифати. Здраво, мило ми е што дојде и конечно што се најдовме да се снимиме. Да, по долго време. По долго време тегнење. Да. Дали си спремен? Од пушка. Опиши сета 3 збора. Јас? Да. Да се опишам со 3 збора. Забавен, лојален и мрзлив. Долг. Како детство си имал, ако може во кратки црти да ни кажеш? Во кратки црти детство, искрено, не знам како да ти го опишам со збори за детството, меѓутоа, не знам, супер, едноставно, бев дружелюбив со сите, се дружев со сите на школо, се дружев и со тие што беа малтретирани и со тие што малтретираја, држев некој баланс. Пред се и машки и женски, не знам. Ако треба да ти кажам за детството, треба цела емисија да оди само за тоа. Ама супер генерално. Мило ми е. Се сигурно ќе ги заинтересира и гледачите. Што се десете, ако може малце да ни кажеш некој детал за Солзисмија, пошто реално цела Македонија беше фокусен на Солзисмија. Па да, имаше еден период кога цел фокус беше во тој момент, да речам, Солзисмија беше единствена со таков тип на хумор, со скечои, со представи во театар комедија и што се случи едноставно, не знам, не функционираја работите за мене лично, се можам да ти кажам. Не функционираја како што сметав дека треба да функционират. Не бих влегвал во детали сега што се случи како се случи, едноставно се откажав од моето учество таму. Мора да спомнам дека тие години, може 5 ако се собраја вкупно, ми беа едни од најубавите во животот, затоа што таму поминав многу моменти со сите колеги што беа таму. Имавме супер представи, во скечи многу не глумев јас, поќе во представите. Имавме и гостувања, имаше се и функциониравме добро како една, фајде да речам, фамилија дека бевме. И зошто како, може не знам во некоја друга прилика, ама сега ќе ти кажам дека не можам да влегувам во детали. Добро. Ајде немар за тоа да разговараме. Друга, сакам да ми кажеш од каде ти идеја за Брчиме со Дуле? Па јас од секогаш имав идеја, и уште што знам, ајде да речам од средношколски денови, да си имаме едно мое катче, кај што ќе можеме да разговараме со било кој, нели, бил познат, дали бил непознат, дали бил, не знам, без никакви предрасуди, кај што можеме да разговараме за наши секојдневни проблеми, не знам, достигнувања, успеси, да се истакни сето тоа и го замислував како локално да биде како за Битола, ама од тогаш, од тинеџерските денови до денес толку се сменаа работите што сега и да сакаш не може само да е локално, затоа што не се телевизија во прашање, ние се емитуваме на интернет на нашиот канал Помело ТВ, subscribe. И со кумбата заедно и Кико, исто од Зезалица, се договоривме дека ќе правиме емисија. Почнавме да ја тераме така, се приклучи кумбата после некој време, заедно ја водиме емисијата и ми се направи конечно кеф што желбата од средно сега ми се оствари на 38 години и никогаш не е касно за било кој што си има замислено, само треба да се погоди моментот и треба, не знам, вистинските луѓе да ги имаш со тебе, затоа што сам не се прави. Да. Не се прави такво нешто. И можам да кажам дека после првата сезона и се забавувавме, и се нервиравме, и сега за втората сезона се спремаме малце појако, да речам, да биде, да не има секоја недела и да бидиме по-привлечни за луѓето за гледање. Така да не ја гледате емисијата Брчиме со Дуле. Друго прашање, како се справиш со хейт коментар? Реално треба физички, психички да би спремен. Како се справиш? Хейт, да, јас не бев навикнат на хейт. Откако почнавме со емисијата, во однос на емисијата немаме хејтој ние, ама знаеш дека правиме и кратки видеа со кумбата, со Мими, смешни кратки видеа. Тука имаме доста хейт на тие видеа, искрено да ти кажам, малце ме годеше тој хейт, ама после сватив дека не треба да се замарам, едноставно
од една страна хејтот и ти помага и да се расшириш на интернет просторот. Кај што ќе видат и луѓе кои што ќе го бендисат нештото. Така да и јас бев хейтер, тоа секогаш го кажувам, и јас бев хейтер порано и сватив дека не е корисно за себе да си хейтер, затоа што судиш за некој кој што не го познаваш, не познаваш што работи, така да мислам дека сега не допира до мене. И не ги гледам искрено коментарите, избегавам да ги гледам коментарите. Само позитивен. Да, има многу гнасни зборови, значи да, има недостатни. Гнасни зборови што ги употребуваат луѓето кои што не знам, едноставно не кем да ги читам. Тоа е, мора се помириме со тоа. Фала Богу, да, и тоа е дел од работа. Ете, сајте ми не ме интересира, сигурно ќе ги интересира другите што се знаат со YouTube. Дали може според тебе да се успее пример со YouTube во Македонија, пример на некој ниво? Може, Стефан, зошто да не може? Пак ќе речам, тоа сака активно да се посветиш на нешто, да имаш супер идеја. Гледаме на YouTube содржини кои што стварно се многу гледани. Гледаме подкасти, милиони има денес подкасти, ама не се сите гледани како некој, да речеме, во Македонија, да земам, не знам, Стефан Лазаров има успешен подкаст, најгледан може, не знам. Ако се посветиш и ако одбереш интересна идеја, секако дека може, и малце треба да ја прилагодиш да можат и во другите земји да ја гледат, дали со subtitles, дали ќе одбираш и теми и гости ќе имаш од други земји или било како, може. Кај нас во Македонија е малце потешко, затоа што ние сами се правиме што си правиме. Финансиски средства тешко е да обезбедиш и сега ти работиш работа 8 сати негде и треба да се бавиш со сето тоа друго и да организираш и да гости, снимања и опрема, малце е тешко. Да имам татко, дедо, владика, може, не знам, ако ми даеше некој парички колку што ми требат, може немаше да се замарам и ќе имав и јас може некој успешен подкаст или емисија. Ама немам дедо владика. Така. Друго прашање те паснам да не те должам многу. Што плани имаш видно, ако можеш нешто да надкриеш? Планови виднина имаме како екипа ние од Помело ТВ во Брчиме со Дуле, со Кумбата и со Кико. Нашите планови се да ова втора сезона одиме со секој викенд со емисија. Малце ќе го смениме концептот, ќе имаме и тематски емисии, ќе имаме и некои интересни работи за време на емисиите. Сакаме да се посветиме кон ширење и на студио и на екипа, фала Богу. Крајната цел, не знам, крајната цел е да имам студио големо во некоја хала, кај што ќе има и публика, кај што ќе има интересни теми за разговарање и преку таа емисија да помагаме на секој што има потреба од некаква помош, финансиска или било каква. За тоа да искористиме емисијата и публиката да искористиме да можеме да поможиме на некој. Дај Боже да ви се остварат планоите и мило ми беше што... Ама јас тебе и сакам да те прашам нешто. Ајде. Тебе кои ти се плановите сега за ова лето? Мене планоите на ми се да просперирам се поќе на YouTube, да успеам нешто што сум го сакал од мали години, се може касно почев, ама никаш не е касно, како што рече Кумбата. И сакам да си имам правци, да си одам далеко, никој да не слушам и да си го правам нешто што го сакам и што ми исполнува. А мислиш дека само твоето мислење може да го истераш? Зажија себе, јас имам мислење дека мојата емисија може да биде погледана ако има некој жута штампа теми, ме разбираш, ако има и безобразлук и некои такви работи. Мислиш дека ако ги избегнеш тие работи можеш да имаш голем успех на гледаност? Па реално не знам, јас со друга страна сум оптимист, но и некош при невозможно го станува, невозможно станува возможно и не знам, едноставно нешто ако сум речен за мене, пример нема не или не знам, или ќе биде или нема да биде. Точно, и тоа е тоа точно. А имаш замисла некоја да продолжиш вака како што снимаш сега? Да, сакам, ова едноставно поќе ново сум наклон, како пример некој правим кајте челенџи, може некој правим некако не ми оди, не сум некој таков тип пример да се мајта, па на друго не сум никако ќе биде како ќе ме прифатат луѓето, пошто реално на секој не можеш мајта, пошто сите не сваќаат мајта. Тоа кај нас, проблеми, реално. Да, малце кај нас е по деликатно, да, не можеш. Едноставно вака пример со интервју на како подкаст и нешто така. Подкаст ќе можеш да си правиш во секој случај. Така едноставно поќе тоа ме влече. Па јас ти посакувам се што имаш замислено ова година да ти се оствари. Фала. Јас имам уште едно прашање до твојот гост.
Тоа што му се суши цвеќето. Леле, кај цвеќето? Ке ме оте, леле Тина ке ме оте па брат, има вода таму ке му туриме сега пред бегање. Ако немаш нешто друго, Ништо. можеме да ја затвориме темата. Може. Толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакате вакви нови видеа, да не забравете да ставите лайк и subscribe, да запратите Дуле или Душан. Душан, Дуле. И на нивниот канал сега ќе има линк, да се subscribe сега кој нема, а ние се гледаме во наредно видео. Ćao.